во овај дерс суннети при вршење нужда. Имаме нешто што е суннет при вршење на нуждите. Првото, значи ова е првото нешто што треба да се прави суннет при влегувањето. Во WC треба да се вели ова дова. Да се вели ова зикр. Бисмилlah. Не треба да забране тоа или не е убаво да се вели бисмиллахир рахманир рахим. Пазите, бисмиллахир рахманир рахим не се вели, него се вели бисмилlah само. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. О Аллах, барам заштита од тебе, од што? Од џиновите машки и жени. Џиновите што се жени. Затоа што ќе дојде потаму, подолу сега ќе дојде, ќе објасни дека човекот, ако не бара заштита од Аллах, да го заштити влегви без да го направите овај зикр, без да го учите овај зикр, тогаш кога ќе влегвит не се ставит меѓу овој и шејтаните препрека. Ако го учите овој зикр, шејтаните не може да го гледаат овој, додека вршит нужда. И од опасноста од ова е што кога човекот не го учи овај зикр и влеги во WC така слободно, мојот некој шејтан или пак некоја шејтанка од џиновите да се заљубит во телото на човекот. Да се заљубит во телото на човекот. И после тоа идет проблемите. Ако ќе се заљубит, мој да го нападнит. И после мој да му забранит и да му сметат, тој да не може да ја сакат својата жена после. Да ја сакат својата жена. Нема да ја остави да седи со нејзе. Или пак обратно. Жената мој да ја нападнит некој џин од џиновите, од шејтаните, додека мој да се заљуби во нејзиното тело. И после идат проблемите со мажот, затоа што тој не ја остави. Затоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем, што рече Салман ал-Фариси, да научил пратеникот салаллаху алейхи ве селем све. И ако те погоди после нешто од лошото, немој да бараш вин, ти си вин. Ти самиот имаш проблем. Затоа што овој зикр ти влегвиш, ти не влегвиш в џамија. Ти влегвиш во место кај се врши нужда, кај што е забрането да се учи Куранот. Кај што е забрането да го спомниш Аллаховото име, тука влегвиш ти. И да влегвиш без заштита. Добро, ова е првиот суннет. Значи да учиме ова дова. Бисмилlah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. После со која нога треба да влегвит? Со левата. Со која да излезит? Со десна. Што треба да велит кога ќе излезит? Гуфранака. Имате еден друг ривајет, тој е послаб. Доволно е само да се вели гуфранака. Што значи гуфранака? О Аллах, прости ми. Зашто? За шејтанот може да ти донеси некои идеи тука, да филмираш нешто што е забрането. И замисли сите идеи кај идет? Повеќе идеите кај ни идет нас? WC. WC. Проспретежно кога ќе седиш тука и ти вели седи сега и ќе почнеш да се мислиш цел ден што треба да правиш. Нешто е опасно затоа што може да ти донеси нешто што е грев, мислење што е грев. И затоа бараш опрост кога ќе излегвиш со десната нога или со левата? Со десната. Со левата влегвиме, со десната излегвиме. Зашто пратеникот салаллаху алейхи ве селем десната зашто ја користил? За добрите нешта ја користил десната рака и десната страна, а за нешто што е нечисто, валкано, неубо, ја користил левата страна или пак левата рака. Тамам. Другиот суннет
Ова кажам, да се влегви во тоалет со левата нога, а да се излегува со десната. После третото, ова се зборува сега, да не се открива срамното место се додека не се наведне доволно кон земјата во отворен простор. Во отворен простор како во Сахара. Например си во Сахара и сега сакаш да вршиш твоја нужда. Некако што си стана така, пак писмена нема потреба. Не, вели кога да е остраниш твојата роба, твојата облека, се додека кога ќе се доближиш кон земјата. Зашто? За да не се гледат. Да не се гледа нешто од аврето твој, а ти си станат во отворено место, мој да помини некој и те гледат. И не е убаво. Пратеникот саллаллаху алейхи се оддалечувал многу. Кога одеше да врши нужда, велат асхабите ќе ни дојдат после хадисот долу, велат одеше многу далеко, да не се гледат. Никој не можеше да го гледат. Добро. Другото нешто сега кога сме на отворено место, и ова е битно. Кога се учи тоа дова? Рековме довата првиот сунет. Аллахуме inni а'удhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Во заградено место како во куќите пред да влегвиме во WC. Добро, сега сме на отворено место, треба да ја учиме ова дова. Кога требит? Пред кога? Пред да ја спуштиш твојата облека за да вршиш нужда. Се додека, значи ќе се доближиш кон земјата, тогаш ја учиш ова дова и после вршиш твоите нужди. Тамам? Јасно? Сега, четвртото нешто, и тоа е јак сунет. Тоа исламот повикуваат кон срамноста, човекот да има срам. Зашто пратеникот саллаллаху алейхи рекол, што рекол? Лем тестахи фасна ма шит. Ако не се срамиш, прави што сакаш. Што значи прави што сакаш? Кој ќе ми објасни? Прави што сакаш, да прави што сакаш? Ова е закана. Те закан од пратеникот саллаллаху алейхи веселем. Прави што сакаш затоа што ќе полагаш рачун за ова. Прави што сакаш сега, вистина сега може да прави што сакаш зашто немаш срам, ама рачунот ќе ти биде тежок судниот ден. Ти немаш срам сега, не се срамиш од живите, не се срамиш од мртвите, не се срамиш од мелеците, не се срамиш од Аллах. Прави што сакаш, ама тежок рачун ќе полагаш судниот ден. После докази за наведните сунети. Сега, доказите за наведните сунети, оние што ги спомнавме горе со точки, сега сите се овде со докази, со хадиси на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Добро, првиот хадис. Хадисот на Џабир, во кој стои дека рекол: излеговме на пат заедно со Аллаховиот пејгамбер, па кога му доаѓаше нуждата, се сокриваше за никој да не го заближи. Ова е доказот на Џабир, дека човекот треба да се оддалечи додека врши нужда. Своите нужди, не пред народот да не се срамит. Како неверниците што прават. Исламот повикуваат кон моралност, кон високи доблести, што рековме на почетокот. Зашто џахилиетот така живее тие. Џахилите живее без доблести, без морал, без ахлак, не се сраме од ништо. Додека пренесе Ибн Хаџар дека пратеникот салаллаху алейхи веселем и пред да беше пратеник, кога одеше за неговата нужда мала да ја врши, пратеникот салаллаху алейхи веселем седнеше. Не вршеше својата нужда од нанозе. Седнеше. И мушлиците кога го виделе на пратеникот салаллаху алейхи веселем му рекле: види овој како жените. Почне да се, зашто тие знае само жената треба да седи, мажот треба од нанозе. Не, сега овде имат меселе. Дали е дозволено, зашто овде мислам дека не пише. Дали е дозволено човекот да врши своја нужда од нанозе? Значи пратеникот салаллаху алейхи веселем повеќе, значи во неговиот живот вршеше својата нужда од седнат. Затоа Аиша радијаллаху таала анха вели, кој ви вели дека пратеникот салаллаху алейхи веселем вршил своја нужда од нанозе, лажите. Ама имаме хадис веродостоен од Худайфа радијаллаху таала вели, пратеникот салаллаху алейхи веселем заедно со пратеникот еден ден отидовме во местото кај што ги фрлет нечистотиите, џубрињата, како во кантите, тие има едно место, зашто нема канти да идат континерот да го земаат камионот од комунално,
Оде едно место има е посебно и таму ги фрле нечистотиите. Отидовме, рече, таму и пратеникот салаллаху алейхи ве селем вршел своја нужда од нанозе. Тамам, дозволено е, ама подобро е човекот да врши своја нужда од седнат. А дозволено е, по потреба посебно, по потреба. Како, например, ние оиме некогаш во аеродроми и таму се дешава да е нечисто. Ти не можеш да седнеш тука. Затоа ако седнеш ти тука, ќе ти се валкат облеката со нечистотија. И тогаш тука дозволено е ти да ја вршиш твојата нужда од нанозе. Нема проблем, само треба да пазит да не се прскат од урина нешто. Треба да пазит да не се прскат од урина. Затоа се вели дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем јако вршил својата нужда од нанозе, барал местото каде што е помеко. Се не прска, не е тврдо место за да му се вратат прски. Него да бе меко за да пиет одма, да не се прскат. Тамам? Значи дозволено е, ама поубаво е од седнат. Јасно? Продолжи сега. Хадисот на Али. Вториот доказ хадисот на Али е овој хадис. Слушајте го убаво сега. Ова што ви велев дека преградата меѓу џиновите и срамните места на синовите Адемови. Која е преградата? За да не те гледај тебе, велат учењаците, ако учиш овој зикр ти, кај него остануваш невидлив во тој момент. Ние знаеме дека шејтаните нас не гледаат, ние не ги гледаме. Тамам? Е сега ако го имаме веќе пред ако учиме овој зикр, шејтанот до тогаш не гледат и не чекат што ќе правиме. Сим почвиш ти овој зикр, оставиш за него како што ти си како што ти не го гледаш него и тој не те гледа тебе во тој момент. Тамам? Затоа е битно да се учи овој зикр. Во другиот хадис на Енес сега ќе кажуват или бисмилlah или да го продолжи до крај како што е дојден во хадисот на Енес радијаллаху таала анху. Добро, кажавме дека што значи хубси вал хабаид, значи џиновите, шејтаните, мажи и шејтанките, жени. Некој велат ова значи о Аллах заштити ме од све што е зло и све што е штетно. Све што е штетно. Ти бараш од Аллах да те заштити од све што е штетно. Тука влегуваат и џиновите и све друго што е штетно. Ова е едебот, високиот едеб на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Ајша пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем колку беше срамлив, повеќе од една млада девојка. Младите девојки во тогашно време, не во овие денешните времиња, во тогашните времиња, значи девојките, млади девојки, бе што се сраме многу се сраме. Замисли таја им граде на тие момичињава или на тие девојки им граде во куќата, во нивните куќи им граде по една соба специјално за неја само. Тука да влезе таја, кој ќе иде гости, тука влегвеше таја од срам, за никој да не ја гледат. Тесни куќи, меѓутоа се крие. Тесни куќи и меѓутоа се крие. Девојките за да не ги гледаат мажите. На пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели Ајша беше посрамливи од овие девојки. Ако нешто не му се бендисаше и не му беше убо, на пратеникот салаллаху алейхи ве селем како го познава во лицето. Се црвенеше целиот од срам. Така беше нашиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, затоа вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем дека срамот не иде со лошо, со нешто лошо. Срамот иде со секое добро. Човек што се срами затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем го слуша еден, го критикуваше својот брат зашто беше многу срамлив, се срамеше многу. И пратеникот салаллаху алейхи ве селем кога го слушна му рече остај го, затоа што срамот не иде со лошо, срамот иде со секое добро. Човек што не се срами бегај од него. Човек остај, немат гајле, све немат гајле, бегај од него, одалежи се од него. Морат да имат гајле, морат. Сега срамот е паднат на нула. Како кај жените и кај мажите. Сега срамот во нашите фамилии се имат изгубено, немаат срам. Мода само гледаат. Гледаат мода, како модата, тоа е
напредија мисле, дека тоа е напредија. Не може да биде напредија нешто што ти сам што имаш малце морал, ахлак и имаш верување, иман, не буде, кога ти ја гледаш во таа ситуација, ти спуштиш поглед. Мој да е убото, немој да бидете убото. После, не знам што се дешава кај нас сега во народот. Не можам да разбирам. Претежно, ајде, зашто мажите ако пуштет и тие останат без срам, без оборече, без киселина, може да речеш. Значи не се срамет за нивните жени, за нивните мајки, за нивните сестри, не се срамет ич. Значи жената послаба е, шејтанот е земвид во раце полесно незе. И играат со незе полесно. Ама ти како маж мора стабилен да си. Она што не е дозволено, она што е харам, не смееш ни така. Да влегвам јас джехеннем за тебе? Да не го мирисам јас мирисот на дженнетот за тебе? Мора да се поправи ситуацијата. Зато иначе ќе дојде казна голема од страна на Аллах субхану ва таала. Значи Аллах го уништите еден народ што нема срам. Го уништите еден народ што нема срам. Мора да тебе да ти се сменви лицето кога се дешава нешто што не е убаво. Кај е она што се вели љубомората? Кај е љубомората? Порано асхабот Саад ибн Убада камилите тој не ги продаваше. Камилите не ги продаваше тој. Конјот не го продаваше тој. Конјот. Што му прави кога стареше конјот и не му беше веќе за потреба, му го барае за да му го купат или нешто, што не. Нема шанси. Конјот не го продава. Зошто? Видите, во овој конј што има седнато мојата жена. Немој да седне маж друг во ово место. За конјот зборувате. И место што имат во местото? Останви нешто? Му удреше на камилата или на конјот со саблијата и го фрлеше. Толку беше љубоморен. Место кај што имат седнато мојата жена, немој да седне овде маж друг. Нема шанси. А замисли да ја гледаат непокриена, необлечена по прописите на шеријатот. То немаше шанси да се дешаваше. Додека дојде, има дојдено во хадис на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кога праша на Саад ибн Убада, го праша што ти ако најдеш, зашто тој беше многу љубоморен. Многу љубоморен беше. За своја. Ако ја најдеш ти твојата жена со некој маж, што ќе му преш? Рече, а двајцата, рече, не останвите тука, двајцата на место, рече. А сабите малце, знаеш, како брзање му изгледаше тоа. Многу брзање, знаеш. И асхаби пратеникот саллаллаху алейхи ве селем му рече ними, што вие се чудите со љубомората на Саад ибн Убада? Вели, валлахи, јас сум пољубоморен од него. И Аллах субхану ва таала е пољубоморен и од нас, двајцата. Аллах не го сака харамот. Не го сака тоа што не е добро.